Нови информативен блок на К3. Помош за настраданите од невремето кое што го зафати Скопје пристигаат од сите страни. Кривопаланчани веќе трет ден се на терен за помош на населението во најтешко погодените места од поплавите во Скопско, информираат од локалната самоуправа на општина Крива Паланка. Универзални средства за дезинфекција на поплавените домови во Скопскиот и Тетовскиот регион се донирани од страна на членовите на Ротари клубот од Куманово. Донацијата е во вредност од 76.000 денари. Истовремено продолжуваат и активностите на Црвениот крст од Куманово за помош на граѓаните погодени од невремето. 300 канистри од по 5 литри универзално средство за дезинфекција, со кои ќе бидат задоволени потребите за дезинфекција на поплавените домови на 300 домаќинства, се донирани од страна на членовите на Ротари клубот од Куманово за погодените од невремето во Скопскиот и Тетовскиот регион. Сметаме дека ваквиот тип на донација после отклонување на цврстиот отпад кој што е и наносите кои што постојат во подрачјето и особено во куќите и во домаќинствата, дворовите, дека ќе биде потребно обезбедување на здрава биолошка средина за да луѓето воопшто можат полека да почнат да се враќаат во своите домови и да си го осмислуваат животот понатаму. Ние се потрудивме да обезбедиме средство кое што се користи во професионални установи, како што се болници, како што се ученички домови, и да 300 домаќинства обезбедиме да можат да извршат комплетна дезинфекција на домот по настанатите поплави, по настанатата контаминација со отпадните и водите од поплавите. Донацијата е во вредност од 76.000 денари, а членовите на Ротари клубот Куманово ќе продолжат и понатаму со собирна акција на храна, хигиенски средства, ќебиња и душеци, и истите ќе бидат однесени во Скопје во собирниот центар на Црвениот крст на Македонија. Од Црвениот крст на Куманово пак не информираат дека досега во Скопје се однесени 150 пакети со прехранбени производи, 150 пакети со средства за хигиена и околу 1000 пакети вода, а наскоро ќе биде однесена уште една пратка со дополнителна помош. Истовремено екипа од 5 волонтери е ангажирана на терен во поплавените скопски подрачја. Во Црвениот крст во Куманово се пријавиле 2 семејства од Сингелич кои привремено се сместени кај роднини во Куманово и на кои од страна на Црвениот крст им се обезбедени пакети со прехранбени и хигиенски производи. Активностите на Црвениот крст Куманово продолжуваат и во наредните денови, се додека има потреба од помош за погодените од поплавите. Тринаесет комисии на Министерството за земјоделство за проценка на штетите во поплавените региони во Скопје и Тетово веќе работат на терен. Првичните податоци покажуваат дека на поголемиот дел од нивите зафатени со невремето има 100% оштетување. Вкупно 13 комисии на Министерството за земјоделство, 7 во Скопскиот и 4 во Тетовскиот регион веќе вршат проценки за штети на земјоделските површини кај добитокот. Комисиите со помош на местното население ги посетуваат земјоделските стопанства од нива до нива и вршат проценки во текот на целиот ден, додека дозволуваат временските услови, а ќе работат и за време на викендите. Земјоделците можат и самостојно да поднесат барање за проценка во подрачната единица на Министерството. Од досегашниот увид, неголемиот дел од штетите се 100%. Обештетувањето во земјоделството ќе се врши преку платежната агенција. Според земјоделскиот регистар во Скопскиот регион, од кој дел беше погоден со невремето, со оваа дејност вкупно се занимаваат повеќе од 2000 евидентирани земјоделци кои одгледуваат 5000 глави крупен и ситен добиток. Сдруженијето на дијабетичари започна акција за собирање на инсулинска терапија за поплавените подрачја во Скопско. Тие апелираат до членовите во наредните неколку дена да даруваат дел од нивната месечна терапија за граѓаните на кои таа им е најпотребна. Сдруженијето на дијабетичари од Куманово овие неколку денови спроведуваат акција за собирање на инсулин, кој подоцна ќе го донираат кај поплавените во Скопскиот и Тетовскиот регион. Во Куманово во моментов има околу 7000 дијабетичари, од кои 2000 се на инсулинска терапија. Тие спроведуваат редовни акции за мерење на шеќер во крвта, па така во последната година има 500 ново откриени дијабетичари. Веќе имаме донирано 14 пенкала, аналози од овие поскапите што ги викаме, и околу 200 ленти имаме соберено, но мислам дека со оглед дека имаме негде околу 2000 пациенти кои се на инсулинска терапија, барем едно 2%, 2,5%, барем 10 кутии 50 пенкала може да собереме.
Од Сдруженијето на диабетичари ги повикуваат членовите наредните неколку денови да донираат дел од својата месечна терапија за граѓаните во поплавените подрачја. Сите заинтересирани граѓани за оваа хуманитарна акција во организација на Сдруженијето својата помош може да ја достават во амбулантата за диабетес во општата болница. Собирањето на помошта ќе трае до вторник. Инаку според направените истражувања, околу 10% од населението од Кумановскиот регион се заболени од диабетес, поради факт што станува збор за регион каде што граѓаните се изложени на стрес од економски, политички и безбедносен аспект. Одиме понатаму со други содржини. Последните мерења на бучавата на подрачјето на општина Куманово покажаа зголемување на граничните вредности над утврденото гранично ниво, потврдуваат од Центарот за јавно здравје од Куманово. Се повеќе граѓани се жалат на бучавата која, како што велат, секојдневно им го одзема сонот, особено во доцните ноќни часови. Бучавата во градот се мери 2 пати во годината на 10 локации. Гласна музика која се слуша до раните утрински часови од угостителските објекти, хаос во сообраќајот, звуци од градишната механизација секојдневно на кумановци им го попречува мирот и сонот. Без разлика во кој дел од денот да сакате да одморите, како што велат граѓаните, ќе ве разбуди гласна музика, зависно во кој дел на градот живеете. Апелираат по голема ангажираност на институциите кои се бават со оваа проблематика. Да, многу ми пречи, бидејќи таму каде што јас живеам во мојот кварт е навистина неподнослива бучева и еве ќе упатиме и еден апел до надлежните, навистина нели дека треба да се преземат мерки, бидејќи еве синоќка легнавме да одмориме, владе грип, децата се болни, имаат навистина температура, не можеме да отвориме прозорци и врати, на октомвриска револуција, значи ужасно е долу, многу гласна музика се пушта, никој ништо не презема. Во кој дел од денот најмногу ви пречи? Нема правило во ромската населба Средорек, значи од утро до 24/7 тоа е катастрофа. Да, пречи ни, беш не пречи. Што посебно ви смета? Па колата, од работа да ќе сакат 2-3 сат. Па има гласна музика, да. Пречи само, навикнати смо. Во кој дел на градот живеете? Овде во Каде џамија, Таму сигурно е многу повеќе. повеќе, да. Како што не информира од Центарот за јавно здравје, бучавата се мери 2 пати во годината, во мај и септември 4 пати во текот на денот. Изложеноста на бучава може да предизвика несакани последици по човековото здравје, што доведува до појава на одредени заболувања, но најголем проблем е нарушувањето на сонот, вели доктор Величковска. Бучавата е многу важен фактор од животната средина кој допринесува за појава на одредени заболувања, незаразни заболувања зборуваме. Постојат податоци според Светската здравствена организација дека овие фактори од животна средина учествуваат 24% во појавата на овие заболувања. Нарушување на сонот е многу битен фактор, бидејќи и представува значилна тешко заспивање, будење во текот на спиењето. Меѓутоа многу се важни секундарните последици, односно утредента се јавува една вознемиреност, значи агресивност, нервоза. Последните мерења на Центарот за јавно здравје покажале зголемено ниво на бучава во Куманово за 10 до 15 децибели. Нашите мерења на сите раскрсници значи покажуваат зголемување на нивото на бучава од оние дозволените за 10 до 15 децибели. Меѓутоа, многу е важен фактот колку од оваа бучава ќе биде примена од популацијата во домот, на работното место, значи колку популацијата ќе биде изложена на оваа бучава, надворешна бучава, а исто така зависи и од субјективниот фактор на осетливост на бучава. Во иднина, како што рече Величковска, активностите на Центарот за јавно здравје ќе бидат насочени кон проценка на изложеноста на популацијата и здравствените ефекти. Според нивните податоци, најголема бучава создава сообраќајот, пошто следува бучавата од верските и угостителските објекти. Сдруженијето на земјоделски производители информираа дека дождовите кои паднаа во овој период поволно ќе влијат на есенската сеидба која треба да започне за месец и половина.
При тоа апелира набавката на сите култури да биде од семенски материјал. Во пракса се покажа дека земјоделците за добра година треба навреме да стартуваат со подготовките за сејдба, нешто што годинава се очекува да се случи. Дождовите кои паднаа во овој период се добре дојдени за земјоделието, во кој земјоделците може да ги искористат за подготовка за есенска сејдба. Исто така овие дождови се добре дојдени за пченката, за есенските култури, за лозови, овошти насади и за градинарски култури. Земјата ќе биде подготвена за орање. Во овој момент треба земјоделските производители треба веќе да се припремат за есенска сејдба која веќе е на прак. Знаеме дека оптимални услови за есенска сејдба е таму некаде крај на септември, почетокот на октобар месец, значи веќе за месец и нешто треба да отпочне. Со орање може да се почне во овој период, бидејќи условите дозволуваат, може да кажеме, се идеални. Момчило вели дека пред самиот почеток за есенската сејдба земјоделците би можеле да дојдат во искушение со материјални средства и упати апел за оние кои не знаат при аплицирање за наредната 2017 година сите култури да бидат од семенски материјал. Треба да имаат со фискална сметко потврда кои треба да покажат од каде го набавиле семенскиот материјал. Ова изискува значи едно оптоварување на земјоделците. Со ова ние апелираме, во овој момент и апелираме до владата на Република Македонија и Министерство за земјоделие и финансии, ако можат, бидејќи сега земјоделците се ставени во еден најголеми трошкови ќе бидат септември и октомври, кога почнува есенската сејдба, па затоа субвенциите да им бидат пуштени. Со тоа ќе им овозможат подобро да ја извршуваат дивната работа. Земјоделците се пожалеи на цените на семенските материјали за кои велат дека се 3 пати поскапи со оглед на тоа дека цената на пченицата за откуп се движи од 7 до 10 денари. Информации од културата. Интензивно се работи на искупувањата на археолошкиот локалитет Градиште во Кривопаланечкото село Градец. Истражувањата ги организира локалната установа Градски музеј од Крива Паланка со финансиски средства од Министерството за култура на Република Македонија. Градиште е прв локалитет кој го има отворена локалната установа Градски музеј и комплетно го третира од 2013 година, вршејќи самостојни истражувања благодарение на Министерството за култура на Република Македонија, која редовно доделува финансии од годишната програма. Кажав, задоволен сум од истражувањата. Поставката археолошка во Градскиот музеј се надополнува со овие неколку години со значителен број на артефакти од овој локалитет. Диапазонот тргнува некаде од праисторијата од 2000 години пред нашата ера па до некаде до 6-7 век, колку што доказите кои што ги извади археолозите го потврдуваат тоа. Предстои еден процес на конзервација на наодите за да може да бидат презентирани во постојната археолошка поставка. Тоа е нешто кое што ќе го направиме во следната година. На терен тим експерти од областа на археологијата пршат ископување на една од парцелите на северниот бедем на локалитетот, кој е со вкупна површина од околу 5000 метри квадратни. Се работи за едно доста античко утврдување од со така ние што велиме вертикална стратиграфија на археолошки артефакти, како што вие убаво спомнавте. Имаме од доцната бронза, па може би и рана бронза, тука негде, значи 2500-3000 години пред нашата ера, значи до доцниот среден век, до 14 век. Годинашните ископи се прават на сонди кои потекнуваат од доцната антика. Имаме керамични садови, фрагменти, цели садови, тука инвентариуми, тоа се керамични садови за парфеми, да речеме денеска, за мириси некои, па имате тука кандилца, па имаме, да речеме, нашински речено, тањери, значи здели, чорбалуци и така, значи фрагменти од такви садови, нешто цело, нешто скршено и тоа се. Тоа е керамичната. Пронајдовте и монети токму во моментот кога ние дојдовме. За каква монета станува збор? Рековте дека е исклучително важно. Не е ова што вериме ние местенка, баш имате таа среќа, секој ден ние наоѓаме по неколку монети од различни периоди, значи од 3-тиот век, па се до крајот на 6-тиот век, до крајот на времето на Јустинијан. И денеска најдовме баш во ваше присуство видовте една монета од Јустинијаново време, 560 година.
Според доказите од северната падина на градиштето се очекува во централниот дел да биде пронајден некој сакрален објект како црква или базилика, што ќе потврди дека градиштето било не само воен логор или утврдување, туку и место за живење. Министерството дава меѓу 100 и 150 илјади денари, така да ако 4 години искупувавме, тоа се негде 600.000 денари до сега вложени во истражување на локалитетот, а гледате дека не сме отворили нити четвртина од локалитетот и не сме ни целосно стигнале до здравица, односно до тло нула. Ќе продолжи истражувањето и во следната година, се надевам во еден временски период од 5 до 6 години, ако се зголема средствата, ние би можели целосно да го истражиме локалитетот. По целосното искупување на локалитетот би следувала конзервација на истиот и подготовка на проекти за негова промоција како туристичка дестинација и поврзување со испосницата на пустиножителот Свети Јоаким Осоговски. Постапувајќи по кривична пријава на Министерството за внатрешни работи, надлежниот јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице државјанин на Република Србија. Осомничениот се товари дека сторил кривично дело шверцување мигранти. Во текот на вчерашниот ден осомничениот по претходен меѓусебен договор за паричен надомес со уште едно НН лице од подрачјето на Гевгелија прифатили кон Куманово превезувале неутврден број мигранти. Осомничениот со своето патничко моторно возило превезло вкупно 11 мигранти, од кои 7 биле малолетни лица. Новина во кривично правните настани на шверцување мигранти е појавата на државјани на Република Србија како извршители на ова кривично дело. Сторителите, користејќи го екот на туристичката сезона и транзитот на голем број туристи од Србија кон Грција по коридорот Куманово-Гевгелија по Вардарската долина, ги прикриваат своите криминални активности на сметка на зголемената фреквенција на сообраќајот. Тие како туристи легално влегуваат во Република Македонија и се движат со возила со странски регистарски ознаки по овој коридор, што во обратна насока е позната рута по која се движат имигрантите. Кај досегашните криминални групи што Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Министерството за внатрешни работи во голема мера ги десеткуваа, како што е предметот којот кај непосредните извршители подолг период наназад не се пронаоѓа и запленуваа парични средства, бидејќи плаќањето се извршуваше преку организатори и посредници. Дека станува збор за нова појава говори фактот што во новиот облик извршителите од Србија наплатата на криминалниот приход е непосредно од мигрантите. Во вчерашниот случај кај сторителот се пронајдени одземени 1700 евра, за кои основно се сомнева дека потекнуваат од предметното и претходно извршени кривични дела на криумчарење мигранти. Истрагата треба да утврди дали паричните средства се криминален приход или се од легално потекло. Министерството за внатрешни работи презема мерки за откривање на вториот извршител. На предлог на надлежниот јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, судијата на претходна постапка од Основниот суд Скопје 1 на осомничениот му определи мерка притвор во трајање од 30 дена. Србија вчера ја доби новата влада откако предлогот на мандаторот Александар Вучич доби поддршка од 163 пратеника во собранието. Свето денеска. Србија вчера ја доби новата влада, откако предлогот на мандаторот Александар Вучич доби поддршка од 163 пратеника во собранието на Србија. За новиот кабинет на Александар Вучич со 16 министерства и 3 министри без портфел гласаа 163 пратеника, против беа 62, воздржани немаше, додека 24 пратеници беа отсутни. Претседателката на Српското собрание Маја Гојковиќ им честиташе на премиерот и на министрите во новата влада и најави дека свеченото давање заклетва со што и официјално ќе почне нивниот мандат ќе биде денеска. Турција може да излезе од НАТО биејќи не ја почувствувала поддршката на алијансата во пропаднатиот обид за државен удар. Ова го изјави турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу во интервју за агенцијата Анадолија. Тој вели дека Европската унија има направено тешки грешки во реакциите на настаните и може да се обвинува само себе си ако ја изгуби Турција. НАТО од своја страна истакна дека членството на Турција не е доведено во прашање и Анкара може да смета на поддршка. Турција е важен сојузник која придонела многу за заедничките напори на НАТО, се вели во соопштението на НАТО пактот. Рекордните температури забележани годинава во земјите од Мароко до Саудиска Арабија може да бидат само најава за вистински пекол на земјата, што допрва доаѓа.
предупредуваат стручњаците за климатологија. Како што пишува Вашингтон Пост, во децениите што следат Блискиот исток ќе биде погоден од екстремен недостаток на вода и температури што ќе биде речиси невозможно да се преживеат, како и останатите последици од глобалното загревање. Доколку тоа се случи, судирите и бегалските кризи ќе бидат многу потешки од оние на кои сме сведоци денеска, рече високиот советник на Обединетите нации за арапските земји Абдел Абделатиф, кој со години наназад го проучува влијанието на климатските промени на Блискиот исток. Во Обединетите арапски емирати и во Ирак оваа лето се забележани рекордни топлотни индекси, додека и во околината се утврдени досега невидени температури од кога постојат мерењата. Во Джеда во Саудитска Арабија се измерени 52 степени, во Басра во Ирак 54, колку и во кувајскиот Митрибах. Овие мерења ги потврди и Светската метеоролошка организација, со што и официјално се собрани рекорди во источната хемисфера. До 2090 година во Персискиот залив ќе биде претопло за живење. Поради жештините, локалните влади веќе сега прогласија задолжителни официјални празници и покрај тоа огромен број вработени заминуваат на работа, бидејќи единствено таму имаат клима уреди. Во текот на денот улиците на главните градови се целосно празни, а заради врелините жителите со часови немаат струја. Обединетите нации предупредуваат дека вкупниот број жители во 22 арапски земји до 2050 година може да нарасне за дури 60 милиони, што дополнително ќе ја проблематизира и онака претешката ситуација. Во продолжение на дневникот и информациите од спортот. Футсал екипата на Биџо го доби првото засилување за следниот надпреварувачки циклус во првата лига. За кумановската екипа во најсилното надпреварување ќе настапува Оливер Јовановски, кој минатата сезона настапуваше за екипата на Врање во српското првенство. Добра вест од екипата на Биџо која успее да го ангажира одличниот Јовановски. Се работи за одличен играч кој има настапувано за македонската репрезентација, а неговото доаѓање ќе придонесе за поголем квалитет во играта на кумановскиот состав. Оваа вест ни ја потврди тренерот Ивица Додевски, кој рече дека преговорите завршиле успешно. Инаку Јовановски минатата сезона со успех го носеше дресот на Врање и беше еден од подобрите играчи во екипата. Што се однесува до подготовките на тимот, тие стартуваат во понеделник, а ќе се одвиваат во Куманово со главен акцент на работа во спортската сала. Додевски исто така истакна дека при крај се преговорите со неколку спонзори кои изразиле подготвеност финансиски да ја помогнат на екипата. Првенството во првата лига ќе стартува на почетокот на октомври, а оваа година конкуренцијата ќе биде доста силна. Тимот на Биџо од клупата и наредната сезона ќе го предводи одличниот тренерски тандем Додевски и Ивановски, кои веруваат во екипата дека ќе успее во прволигашката елита. Катри телевизија и наредната сезона ќе биде со тимот на Биџо низ директни преноси од футсал мечевите. Од 22 па до 26 август на градското фудбалско игралиште во Крива Паланка ќе врие како во кошница. На програмата е летната фудбалска школа Open Fun Football. Веќе традиционалната спортско-рекреативна манифестација и овој пат на едно место ќе собере околу 220 дечиња на возраст од 7 до 12 години, а секако со нив ќе работат и 15 на инструктори. Оние кои досега биле дел од забавната летна школа знаат дека истата е по иницијатива на данска организација за соработка меѓу различни култури и Фудбалската федерација на Норвешка. Меѓутоа во нашата земја координатор е канцеларијата на Open Fun Football Македонија. Секако на терен неопходна е практична поддршка од локалните власти, па не случајно општината се јавува како главен покровител на манифестацијата. Меѓу другото и поради ова почетокот на школата официјално ќе го означи градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Организаторите на Open Fun Football настанот го опишуваат како еден вид хуманитарен проект во кој преку интересни игри и педагошки забавен фудбалски концепт се промовира нешто многу поголемо, а тоа е процесот на демократизација, мир, стабилност и социјална кохезија во регионот. Идејата е да се сближат луѓе од сите возрасти и поднебја со различни етнички и социјални позадини. На најмладите да им се даде поттик, самодоверба и чувство на сигурност во средината, а се тоа преку универзално популарната игра и најважна споредна работа на светот, фудбалот. Преувањето е до 20, квотата која за жал е ограничена експресно се пополнува. Се очекува повеќе од 220 момчиња и девојчиња
со страст за бубамарата да го окупираат тревникот, да учат и одлично да се забавуваат. Во исто време најмладата популација ќе биде опфатена со повеќе вакви фудбалски кампуси низ цела Македонија. Како и досега, сите учесници ќе добијат опрема со логото на манифестацијата, капа, маичка и уште некој скромен подарок, а на крајот и дипломи за успешен завршен курс по фудбал. На Олимписките игри во Бразил, американскиот пливач Майкл Фелпс оствари рекорд со вкупно 26 медали во историјата на игрите. Американецот Майкл Фелпс на Олимписките игри во Рио де Жаниро победи во трката на 200 метри мешано и стана првиот пливач во историјата што успел да победи во иста дисциплина на 4 олимпијади поред. На златните медали од Атина, Пекинг и Лондон, Фелпс го доради четвртото злато од Рио де Жаниро со доминантен настап во финалето во кое славеше со време од 1 минута 54 секунди и 6 стотинки, што е за само половина секунда од неговиот најдобар резултат во оваа дисциплина што го исплива пред 5 години во Шангај. За Фелпс овој е вкупно 26 олимписки медал, 22 злато и 13 индивидуално злато, со што стана и апсолутен рекордер, најдобар во историјата на Олимписките игри, надминувајќи го оној стар рекорд 2 милениуми на Леонидис од Родос од древната грчка олимпијада. На Олимписките игри во Рио на Майкл Фелпс ова му беше четврто злато. Майкл Фелпс може да ја дополни колекцијата од Рио со уште еден медал, бидејќи му престанува уште настапот на 100 метри слободно. По 6 дена на преборување на летните олимписки игри забележан е првиот позитивен допинг тест. Кинеската пливачка Чен Син Њи била тестирана по трката на 100 метри пеперутка, на која за само 9 стотинки останала без медал. Пливачката федерација на Кина соопшти дека тестовите на 18 годишната Син Њи се покажале како позитивни на диуретикот хидрохлоризат. Во соопштението меѓу другото стои дека федерацијата посебно ќе го прегледа случајот. Чен Син Њи треба да учествува на квалификациите на трката за 50 метри во слободен стил, но тој настап е под знак прашалник. Младата пливачка побарала сослушување со Меѓународниот олимписки комитет како и втор допинг тест. Леброн Джеймс официјално потпиша нов 3-годишен договор со Кливленд, а раководството на Кавалерси го награди својот најдобар играч со рекордна сума за плата по една сезона. Имено Джеймс во следните 3 сезони ќе заработи дури $100 милиони, а со платата од $31 милиони во првата година, тој за прв пат во кариерата ќе биде најплатен кошаркар во НБА лигата. Леброн се врати во Кливленд во 2014 година, а сезонова оствари фантастичен успех, предводејќи го својот тим до титулата, симнувајќи го од тронот составот на Голден Стейт. Добрите игри на Лоренцо Инсиње во дресот на Наполи во измината сезона го привлекува вниманието на европските клубови, кои до крајот на летниот преодор ќе се обидат да го ангажираат крилниот фудбалер. Јувентус, Вест Хем, Ньюкасл и Атлетико Мадрид се клубовите кои гризат за ангажман на Инсиње, а во текот на наредниот период се очекуваат официјални полули на адресата на тимот од Неапол. Брзоногиот Инсиње е еден од клучните фудбалери на наполитанците и се спекулира дека раководството на клубот не планира да се раздели со него за сума пониска од 50 милиони евра. Тој настапува за Наполи од 2009 година, а неколку сезони ги помине на позајмица во други клубови и запише 12 на пребори за селекцијата на Италија. Невреме со интензивен пораен дожд и засилен ветер вчера доцна попладне и во вечерните часови го зафати Кумановскиот регион, а регистрирана и појава на град, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Денеска времето променливо облачно, ветровито и доста свежо со слаб локален дожд. Со информацијата за временската прогноза се одјавуваме. Довидување.